Благодарам. Димитар, почитувани представници на Евротинг, почитуван господин Меер, почитувани колеги, гости, представници на медиумите и дами и господа. Најнапред, пред конкретно да се осврнам на ова тема на денешната национална конференција за демократско политичко работење, дозволете ми да се заблагодарам на организаторите на настанот, Центарот за европски стратегии Евротинг, за можноста да се споделат ставови и видувања за ова неспорно исклучително важна и интересна тема, третирана преку проектот кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Република Северна Македонија. Законитото, односно прецизно нормирање на надлежностите, функциите на полицијата се еден од најзначајните предуслови за заштита на една од темелните вредности на нашиот устав, а тоа е почитувањето и заштитата на човековите права и слободи. Начално од суштинско значење, особено кога станува збор за институции како што е полицијата, особено ако се има предвид мандатот кој што го има полицијата да примени политички овластувања, односно при примена на политичките овластувања во строго утврдени услови со закон да примени и средства за присилба. Основните функции на полицијата во суштина ја имаат заштита на луѓето, нивниот тимот, преку спречување на вршењето на казнени поведенија и откривање на сторители на кривични дела. За да може полицијата да ги остварува своите функции, неопходна е соработка пред се со заедницата, интензивна комуникација со граѓаните, која што мора да се темели пред се на добро воспоставена доверба помеѓу институцијата и граѓаните. Во изминатите неколку години Министерството за внатрешни работи конкретно ја демонстрираше својата посветеност во насока на креирање на полициската служба, која што во континуитет ќе биде ориентирана кон високо поставените цели како што се транспарентноста, отчетноста, професионален и личен интегритет на полициските службеници, соработката на полицијата со заедницата, со јавноста и секако зголемување на ефикасноста и на ефективноста во секојдневното работење на полициските служби. Атрибути кои што објективно представуваат конструкти на она што значи инклузивност, доверба, отвореност во вистинска, содржинска, а не само во формална смисла. Нашиот фокус во натамошното унапредување на таквите позиции и улога на полицијата во јавноста меѓу граѓаните го насочивме во неколку правци на делување. Најпрво во сферата на максимално комуникацијска коректност и отвореност пред граѓаните и медиумите во генерално унапредување на разбирањето на полициската работа со сите нејзини сегменти. Пред се делокруг на надлежностите, процедуралност, постапувања, стручност, професионалност, користење на сите модерни, технички и други стандардизирани механизми на комуникација, вклучително и јавни друг вид на кампањи и проекти. Впрочем, фактот изнесен низ податоци на Центарот за граѓански комуникации за активната транспарентност на полицијата зборува дека Министерството за внатрешни работи во минатата 2021 година била оценета како многу добра, што покажува дека сме на вистинскиот пат во нашите намери целосно да го оживотвориме концептот на community policing, на отворена и инклузивна служба во име и во интерес на граѓаните. Практично, анализата и оценките на Центарот за граѓански комуникации покажуваат дека ние како Министерство постојано ја подобруваме својата активна транспарентност, поминувајќи од 2016 година до денес преку 3 нивоа, од просечна, преку добра, во многу добра активна транспарентност. Зошто ја истакнувам активната транспарентност? Затоа што таа е оценка за транспарентноста која се базира на внатрешната политика на МВР да објавува податоци кои што се од јавен интерес, да биде транспарентна пред граѓаните, односно пред заедницата, и тогаш кога тие немаат поднесени барања за достапност до одредени информации. Следниот аспект кој би сакал да го дискутираме е прашањето за развој на концептот на политичко работење, кој се базира на комуникација со заедницата и политичко работење преку решавање на проблемите кои се потенцијални ризици за
за угрозување на безбедноста. Всушност, постојаниот развој на превентивната дејност на полицијата го цениме како еден од врвни приоритети во работењето. Поблиска комуникација, пред се соработка со граѓаните на директен, непосреден начин, го остваруваме преку средби на локалните совети за превенција, како и преку мултисекторската соработка на полицијата во превенцијата, раната идентификација и спрачувањето на различни девијантни појави, казнени поведенија, нарушување на јавниот ред и безбедноста генерално. Секако тука се и низа активности во внатрешното функционирање на Министерството, преземени и насочени на квалитетно зголемување на транспарентноста, на отчетноста, законитоста и професионалноста во нашето секојдневно работење. Особено во делот на внатрешни професионални стандарди, критериуми, потоа контролни механизми, механизми за доследно почитување на човековите права и слободи и во поглед на политичкото постапување. Во тој смисол, меѓу другото, во оваа прилика би ги нотирал, односно еден од поважните документи што го изготвивме, а тоа е концептот за човекови права за полицијата, која што се креираше како резултат од заедничка соработка меѓу наши и странски експерти и вработени во Министерството за внатрешни работи, а кој што е наменет за сите полициски службеници, односно за нивно поквалитетно и поефикасно професионално работење при примена на полициските овластувања во контекст на заштитата и почитувањето на човековите права и слободи. Дотолку повеќе што тој беше целосно фундиран врз основа на европските и меѓународни норми и стандарди, по однос на човековите слободи и права кои што се инкорпорирани и стандардите на Советот на Европа, произлезени од Европската конвенција за заштита на човековите права, Европскиот суд за човекови права, како и Европскиот комитет за спречување на тортурата и нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Министерството за внатрешни работи е повеќе од заинтересирано и посветено за натамошното развивање и зајакнување на начелата на транспарентност и отчетност. Тоа се цели кои за нас имаат првостепено значење како најдобар и според моје длабоко уверување единствен начин да се гради доверба, но и уште потесна соработка помеѓу граѓаните, јавноста и македонската полиција. Само така институцијата или пак ако сакате и било која друга институција во државата може да очекува позитивен фидбек, што ќе значат дополнителни мотиви, дополнителен кредибилитет да се продолжи на патот на реформите, на креирањето на нови и квалитетни перспективи за работењето. Отаму се надевам и очекувам во рамките на денешните панели на оваа национална конференција да промовираме и нови идеи и размислувања што ќе не доведат до нови, квалитетни и креативни решенија кои што ќе значат полза за граѓаните и за општеството и после целиот овој проект да можеме да констатираме дека имаме барем неколку нови идеи кои што ќе допринесат и да се зголеми транспарентноста, а на тој начин да се зајакне довербата и само тогаш ќе бидеме сигурни дека соработката помеѓу граѓаните, македонската полиција доведува до поголема безбедност во државата. Ви благодарам на вниманието.